Во собранието ќе се разрешува или ќе се продлабочува политичката криза. Пратениците во вторник ќе се координираат во собранието, но ќе почнат и да работат. Како ќе се избира нов спикер и нова влада кога целиот процес е веќе надвор од институционалната рамка? Ќе успе ли Хан да го премисли Иванов да го додели мандатот за нова влада? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со пратениците Рената Десковска и Бујар Османи. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Следниот вторник е денот Д, кога ќе се одлучува дали ќе се отвори пат за решавање на политичката криза. Што можеме да очекуваме, вечерва дебатираме со пратениците Рената Десковска од СДСМ и Бујар Османи од ДУИ. Иако првично ВМРО ДПМН потврди дека гостин во емисијата ќе биде и нивниот пратеник Владко Ѓорчев, во последен момент го откажаа неговото учество. Не соопштија дека тоа е во знак на протест за, цитирам, загушување на медиумите кои не му се допаѓаат на ЗАЕФ и СЈ и дека ВМРО ДПМН изразува солидарност со медиумите кои се под политички прогон, а посебно ТВ-Нова откако е на удар нејзиниот сопственик. Во духиот допис ВМРО ДПМН не наведува дали протестот се однесува само за Телма или за сите телевизии. Иако не гледаме никаква поврзаност со случајот на СЈ од Труст и дебатите кои се соочување на политичките противници, вратите за дебата на ТВ Телма остануваат отворени и за ВМРО ДПМН. Меѓутоа ТВ Телма не прифаќа никакво вмешување во политички препукувања и пропаганди. Пред да почнеме со дебатата, неколку факти. Колку е длабока и сериозна сега веќе и институционалната криза без преседан. Да видиме од анализата што ја подготви Александар Манасиев. 96 дена поминаа од изборите. Македонија нема ниту функционално собрание, ниту влада, а политичката криза се заплетка како Гордиев јазон. Од осамостојувањето во 91-та, кога дури 4 месеци пројде од избори до формирање на влада, граѓаните не паметат друг случај кога се чекало толку долго клучните институции да профункционираат. Во сите други случаи, процесот за формирање на влада и ново собрание вообичаено траел меѓу 30 до 50 дена од изборите. Граѓаните веќе заборавија дека последните парламентарни избори се одржаа на 11 декември лани. 3 месеци од тогаш нема изгледи дека ситуацијата наскоро ќе се реши. Еден од најбрзите трансфери на власта за помалку од месец дена имаше по парламентарните избори во 98-та. Вториот круг се одржа на 1 ноември, а веќе на 22 ноември старите министри на СДСМ дадоа оставки. На 30 ноември стапува на функција новиот премиер Лјупчо Ѓоргиевски, чија партија ВМРО ДПМН како победничка партија на изборите формираше коалициска влада со Демократска алтернатива и ДПА. Ѓоргиевски му го врати мандатот на Црвенковски по изборите во 2002-та. Изборите беа на 15 септември, а СДСМ го презеде кормилото веќе на 1 ноември 2002 година. Парламентарните избори во 2006-та се одржаа на 5 јули. Груевски на 28 јули доби мандат од председателот Црвенковски. Новата влада беше изгласана во собранието на 28 август. Долгогодишниот новинар Мира Костик вели дека ваква сложена политичка ситуација до сега немало. Трансферот на власта одеше прилично брзо во рамките на уставните рокови, нели оние 10 дена што председателот на државата има рок да го довери мандатот на кандидатот кој што го представува мнозинството во парламентот и 20 дена за да се персонализираат министерските решенија и владината програма. Сега имаме навистина мощна невообичаена ситуација и ситуација која што практично ја блокира работата на законодавниот дом, бидејќи еве 3 месеци собранието е во лер, не работи. Таа го гледа решението во почитувањето на волјата на гласачите. До 2006, значи кога се направи повторно трансфер на власта, сите што губеа си ги признава резултатите, без оглед на тоа колку им било тоа мило или не, колку биле задоволни или не, меѓутоа се почитуваше волјата на гласачите.
Ова ситуација што ја имаме во изминативе неколку години е навистина многу неприродна и невообичаена. И поранешниот председател на ДИК, Александар Новаковски, не се сеќава дека некогаш имало слична состојба. Без парламентот ние во моментов од 30 декември повторно влегуваме во длабока политичка криза. Значи, пратениците се рамноправни, секој пратенички глас тажи еднакво. Ниеден не ги оспори резултатите од изборите, резултатите се конечни. До сегашното искуство можеби немало ваков случај, но сепак све треба да се реши во рамките на парламентот. Според него, конститутивната седница мора да продолжи, а разликите да се надминат во собранието. Доколку парламентот продолжи да не функционира, ние навлеговме во една друга криза, во која и локалните избори веќе се доведени во прашања и доведени се сите други случаи кои се овдека во моментов одвиваат. Во меѓувреме, СДСМ поднесе иницијатива за свикување на собранието и за придвижување на ситуацијата во насока на избор на председател на парламентот. И по 3 месеца од изборите, Македонија нема ниту функционален парламент, ниту функционална влада, а решението на политичката криза се гледа токму во собранието. Токму затоа СДСМ поднесе иницијатива за продолжување на конститутивната седница од 30 декември минатата година. Да, тоа е реалноста. Кризата на вистина предолго трае и е без преседан. Иницијативата е поднесена, меѓутоа председавачот на собранието закажа координативна седница. СДСМ попладнево изрази разочараност. Зошто, Дискоска? Она што го очекувавме од ВМРО-ДПМН во изминатиот период го слушнавме и денеска од господинот Трајко Валјановски. Наместо итно делување во ситуација кога земјата не само што е во политичка, туку е во институционална, во уставна криза, после она што го направи Ѓорги Иванов со недоделувањето мандат надвор од сите уставни норми, наместо председавачот на првата конститутивна седница, кој што и председавач надвор од уставот и од деловникот, но тоа е веќе друго прашање, веднаш по поднесеното официјално барање од страна на пратениците кои што го сочинуваат парламентарното мнозинство да биде свикана координација и веднаш да се делува со седница, тој испратил некакво чудно образложение дека координацијата ќе биде закажана во вторник. Образложението е навистина абсурдно, дека координаторот од ВМРО-ДПМН наводно не бил тука и не може да се свика порано координација. Значи, тоа е абсурдно образложение, заради тоа што во крајна линија, ако е одсутен нивниот координатор, има заменици координатори кои што може да дојдат и да присуствуваат на таа координација за да се договори текот на седницата. И второ, ако постојано во изминатиот период пратениците беа под удар дека не се на работа, дека собранието не работи веќе 2 и повеќе месеци, сега, кога имаме можност да проработиме, да функционираме, тие бараат образложенија кои што се навистина нелогични, не држат за да се одложи свикувањето на координацијата. Само ве информира околу закажувањето и причината координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски, кој денеска држеше пресконференција, или само ви соопштија или тоа го има и по порталите, дискутирате, значи, да. Мислам дали можете да им кажете дека го, не се согласувате. Ние дадовме и официјално соопштение дека не се согласуваме не, дали лично со на овој термин. Знаете што, во оваа ситуација во која што земјата е навистина во сериозна криза, да купувате денови е неодговорно. Значи, Трајко Валјановски станува исто соучесник, како што е и Груевски, како што е Иванов, во небитувањето на овие институции, во продолжувањето и на оваа институционална криза. Значи, кога имате ситуација во која што земјата толку долго, и видовме од прилогот, нема институции, сега имате иницијатива со ефикасно мнозинство кое што ќе може да функционира, тие купуваат денови. Образложението е за мене ефтина приказна. Значи, тоа апсолутно не може да стане збор дека е вистинско образложение и вистинска причина за правењето на вакви одложувања. Според мене, причина е доаѓањето на господинот Хан. Сега денеска прочитавме дека и европратениците ќе дојдат. Практично, обидот на ВМРО-ДПМН преку Трајко Валјановски е да го одложи
проблемот до доаѓањето на господинот Хан и тогаш ние да разговараме за свикување на седница за избор на председател на собрание, наместо да зборуваме за доделување на мандат. Практично тоа е една игра со која што ќе се овозможи на некој начин да се пренасочи фокусот од доделувањето на мандатот на завршување на конститутивната седница и изборот на председател на собранието. Но таа игра е веќе провидна и јасно е дека тоа е целта, а не овие апсурдни образложенија кои што ги слушаме. Господин Османи, и пратениците од ДУИ ги ставија подписите на оваа иницијатива што беше поднесена денеска во собранието. Очекувавте ли уште денеска да биде закажана седницата или со оглед на тоа како се одвива работите, сметате дека има намерно одлагање или дека неколку денови после неколку месеци можеби и не се проблем? Па видете, после целото ова неразумно однесување на некои политичари, почнувајќи од господинот Иванов, кој што ја донесе таа неразумна одлука газајќи директно на Уставот, а посебно искористувајќи го најсензитивниот елемент на ова општество, а тоа се меѓуетничките односи, како претекст за таа негова неразумна одлука, дури ова одлука да се донесе, да се договори час и координација е нешто позитивно во целата оваа ситуација. Ние сметаме дека целата работа треба да се движи по институционален пат, да се врати уставноста во целиот овој процес. Чекорите се јасни, да се доврши конституирањето на собранието и да се избере председател на собранието, за да потоа се притисне Иванов и да го додели мандатот за формирање на влада. Се разбира дека има политички калкулации во сето тоа, меѓутоа е добар фактот што има договорен час и ден за одржување на координација. Така да ДУИ го поздравува тоа и очекуваме дека нема да се најдат дополнителни причини па на самата координација за да се попречи... На таа координација треба да се договори формирањето на комисијата за избори и именување. Да. Вие сте веќе преговарате, течат меѓупартиски преговори за составот на оваа комисија. Има некаков договор или има некакви проблеми кои се тие? Има одредени предлози по однос на составот и која партија, колку членови треба да има во таа комисија. Има и одредени несогласување на првичните предлози што беа доставени, меѓутоа мислам дека тоа е лесно решливо. Сепак ние имаме пракса од колку мандати во последните 27 години од независноста и многу лесно треба да се преслика тоа искуство од порано, согласно новиот политички контекст и новите бројки во собранието и тоа да се одрази во новиот... Кој е ставот на вашата партија? Колку членови треба да има? На комисијата. Нема да навлезам сега во бројки, сепак ќе остане дел од таа координација. Компликацијата е заради партиите кои влегуваат и кои го ставија подписот, нели, на иницијативата, односно дали во комисијата ќе има представници и на БЕСА и на Алијансата? Сето тоа треба да... Дали тука е согласно проблем? Искуството и праксата досегашна на сите комисии во минатите мандати, тоа треба да биде рефлексија на бројот на пратениците и на новото мнозинство во собранието. Се разбира ќе се оспорува фактот кој треба да го раководи, кој треба да има повеќе членови, колку треба да има една односно друга. Меѓутоа, мислам дека доколку има волја тоа да се реши, имаме позитивно искуство од минатото и тоа само треба да се рефлектира и во новиот состав на комисијата. Така да ние остануваме на фактот на ставот дека добри решенија се поважни од брзи решенија во оваа криза која што предолго трае и ден-два повеќе нема да значи многу. Битно е да има волја сите партии да бидат вклучени во наоѓање на решение. Доколку се исклучи било која партија од наоѓање на решението, ние ја продлабочуваме кризата уште повеќе. Затоа бараме еден инклузивен процес во рамки на институциите, за да се најде решение да се доврши конституирањето на собранието. Ќе ги продолжите ли контактите со останатите партии, вклучувајќи парламентарни партии и во текот на викендот, тоест до вторник, кога треба
да одлучите колку членови, како што рече господинот Османи, ќе има комисијата за избори и менување, или сето тоа ќе остане сепак да се договара на координацијата? Ние сме посветени од самиот почеток на завршувањето на изборите на изнаоѓање на решенија за формирање на парламентарното мнозинство, за создавање на ефикасен парламент, значи профункционирање на парламентот и избор на влада, така што апсолутно нашите контакти се постојани и вие можевте и целата јавност можеше да види дека нашата улога е многу конструктивна во целиот период. Бевме некогаш и критикувани дека сме премногу трпеливи во однос на одредени одложувања кои што се случуваа во изминатиот период, но очигледно беше дека некои работи требаше да созреат кај одредени политички партии за да дојдеме до определени решенија. Мислам дека ВМРО-ДПМН во целиот изминат период настапуваше од позиција со намера да ги комплицира работите и да ги одложува работите. И тоа е сега компликацијата околу комисијата? Ова што го слушаме од медиумите што го читаме и што било отворено на првата координација на предконститутивната седница на собранието околу составот на таа комисија. Бројките на пратеничките групи кои што ќе бидат представени. Ние имаме деловник за работа на собранието. И деловникот е јасен кога одредува дека во работните тела на собранието, вклучувајќи и комисијата за избори и именувања која што треба да се формира, пратеничките групи, пратениците се соодветно застапени или представени во тие комисии. Имаме пракса, како што рече господинот Османи, апсолутно се согласувам, во таа пракса соодветната застапеност значи дека парламентарното мнозинство го има мнозинството во комисиите. И тоа е таа соодветна представеност. Значи не може тој што има 61 пратеник да има малцински број на пратеници во комисијата. Тоа е апсолутно нелогично. Дали тоа се знае, нелогично. например, колку треба членови да има ВМРО-ДПМН и колку да има? Значи, се пресметува според представеноста со тоа што парламентарното мнозинство секогаш го има мнозинството, бидејќи тоа е таа процентуална застапеност. И мислам дека тука ВМРО-ДПМН ќе прави проблем од нешто што навистина не е проблем и никогаш во изминатиот период не бил проблем. Само еднаш е прекршена праксата досегашна и тоа прекршена е во корист на владеачка партија, во корист на ВМРО-ДПМН. Кога се формираше комисијата за одлучување на импичмент на господинот Иванов, тогаш ВМРО-ДПМН избега да не се отчитува оваа одредба за соодветна представеност, која што бараше ВМРО-ДПМН заедно со ДУИ да имаат мнозинство во таа комисија за импичмент и направија изгласа спротивно на деловникот комисија во која што само ВМРО-ДПМН имаше мнозинство. Значи они не беа сигурни, односно знаеа дека ДУИ нема да ги поддржи во нивните ставови околу тоа дали Иванов е виновен или не е виновен за содавањето на помилувањата и затоа го изиграа деловникот грубо гласајки, значи спротивно на деловникот и се формираа комисија во која што тие беа мнозинство. И сега одеднаш нелогично бараат повторно владеачкото мнозинство, значи кое што е парламентарното мнозинство кое што е формирано, да нема мнозинство во таа комисија. Значи тие бараат да има, колку што и јас веќе видов, има протекоа некои информации околу тие преговори, да имаат 6 што апсолутно не соодветствува на бројките кои што се на останатите. И председател на оваа комисија се бира исто од секогаш од владеачкото мнозинство. Од владеачкото мнозинство, не од партијата која освоила. Тоа треба да биде рефлексија на бројот на пратениците во собранието. Да. Има различни предлози и калкулации од типот дали 6-5, односно 5-5-2-1, во зависност колку партиите се... 5 пратеници од ВМРО, 5 од СДСМ, 2 од ДУИ и 1 од БЕСА. За да се разбира во таа координација ќе се разговара во компромисите дали можеби партијата што има повеќе пратеници да има повеќе представник во комисијата, меѓутоа сепак тој што ќе ја раководи комисијата мора да биде од парламентарното мнозинство, бидејќи тоа е логиката на формирање на парламентарно мнозинство во собранието. Очекувате ли ова навистина да влие во вторник да не се постигне договор и натаму да се пролонгира закажувањето на собраниската седница? Јас реков после одлуката на Иванов, кој што не само што не водеше сметка дека го гази директно уставот, туку го искористи најсензитивниот елемент кој што лесно
може да се искористи една политичка криза да помине во безбедностна интраетничка криза и на тоа воопшто не внимаваше, можам да очекувам секакви одлуки и секакви варијанти. Затоа бараме сето тоа да се одвива на институционален пат, да се одзимаат сите можни аргументи на партиите да донесат нерационални едно колку ќе трае, подобро да биде во институциите, колку што ве разбирам, одлуки. Подобро да биде во институциите. Мислам дека единствено решение за излегување од кризата е инклузивен процес во кој што сите ќе бидеме вклучени во донесување на таа одлука. Исклучување на една партија од процесот на донесување на одлуките значи влегување во нова криза и во нов зачаран круг во кој што само ќе ја продлабочиме кризата. Мислам дека со одзимање на аргументите еден по еден на сите политички партии едноставно ќе дојдеме до решение, независно што може би тоа да потрае ден повеќе. Доколку, да предпоставиме сепак заврши седница, дали тоа ќе биде вторник или друг ден, вие веќе имате предлоги за нов председател на собранието. Дали двете партии сте усогласени околу кандидатот за председател на собранието? Процесот на преговори со ДУИ, клучните работи се договорени со тоа што има повеќе опции кои што се во игра, во зависност од тоа кое ќе биде финалното решение за затварање на целиот пакет. Значи, ние сме спремни, уште утре да беше закажана седницата, уште утре ќе го изберевме председателот на собранието. Но сепак не би сакала во јавност сега да ги отвараме тие опции, заради тоа што сепак тоа е еден поширок пакет на кадровски решенија. Ние кажавме дека како политичка партија единствен критериум кој што ни е битен за председател на собрание, капацитетен човек кој што ќе може да биде да го води собранието, бидејќи мора да бидеме свесни ова ќе биде сложено собрание во кое што ќе имате претеничко мнозинство, но и силни опозициони групи, така што треба да биде капацитетен човек. Немаме предрасуди во однос на тоа кој ќе биде, дали ќе биде македонец, дали ќе биде албанец, тоа е апсолутно ирелевантно. Битен е квалитетот и капацитетот на кандидатот. Значи дека е договорено веќе името, вие не сакате да го откриете, но името на пратеникот Ала Џафери веќе се... Мислам дека би било, се разбира, добра порака. Знаете, во Македонија секогаш предрасудите се тие што не оддалечуваат и тие што не плашат еден од друг. Таков страв и плашење на граѓаните имаше во однос на позицијата министер за одбрана, се додека не стана првиот албанец министер за одбрана и се виде дека апсолутно нема никаква штета ниту македонците, ниту државата од тоа министер за одбрана да биде албанец, а потоа следното табу беше министер за внатрешни работи, дека не може да биде албанец, бидејќи тоа ќе доведе до кој знае какви ризици за државата. Веќе 3 месеци имаме министер за внатрешни работи албанец и може би уште подобро се раководи тоа министерство во кое што и едната и другата страна во македонскиот блок имаат повеќе доверба отколку кога беше од едната или другата политичка партија, така да доколку ги освојуваме во смисла на рушење на табуата и во рушење на стравовите и предрасудите во однос на фактот дека и албанците може да раководат институции во државата во кои што досега не ги раководеле и тоа позитивно да се одрази во функционирањето на самата институција, меѓутоа и кај сите граѓани се разбира би било добар чекор, меѓутоа еве да оставиме прво да видиме институционално, да стигнеме до фаза за избор на председател на собрание, па после ќе влеземе во детали. И официјално ќе го соопштите или ми потврдувате прегледачи дека Ала Џафери е сепак? Не, јас реков би било добро да нема институции кои што се табу државјанин на Република Македонија да не може да раководи со таа институција доколку има професионален капацитет. Значи за официјална потврда сепак е... Меѓутоа да оставиме да стигнеме до фаза за избор за председател на собрание, бидејќи веќе се злоупотребуваат сите овие разговори и по однос на тоа што е договорено, по однос на тоа кои се имињата, станува дел од политичката борба. Така, ВМРО ДПМН е исто така. ВМРО и СДСМ, ние не сакаме да станеме... Дека ќе кандидира свој... Да, слушнавме таа најава. Представник за спикерското место. Што значи престои дебата. Деловничка можност имаат. Значи,
практично теоретски има можност 6 кандидати да има за председател на собранието, бидејќи 20 пратеници може да кандидираат кандидат за председател. Ако се 126 кандидати може да има, но деловникот предвидува можност и процедура како се гласа и како се избира председателот. Така што секој предлог кој што ќе биде надвор од она што значи парламентарно мнозинство, однапред е осуден на неуспех. Така што од тој аспект ВМРО-ДПМН не може да предлага, но ако нема мнозинство, тоа ќе биде само една игра во собранието и ништо повеќе. Дури чекаме свикување и на собраниската седница, односно продолжување на конститутивната седница. Некои медии ми јавија дека дури ќе ги повлече своите министри од владата, од техничката влада. Господин Османи, дали има таква одлука? Имаше такви шпекулации во јавноста дека на тој начин ќе се забрза процесот на формирање на владата, односно ќе се олесни целата процедура за формирање на влада, меѓутоа ние не се согласуваме со тоа, бидејќи сметаме дека повлекувањето на министрите на ДУИ кои што во моментот само вршат сосема технички, базични функции на функционирање на институциите согласно закон, се додека не стапи во функција новата влада, само ќе ја продлабочи повеќе кризата и може дури да доведе до такво продлабочување на кризата за да предизвика нови парламентарни избори. Нивните места ќе ги добијат нивните заменици кои што се од една политичка партија, така да целата влада ќе биде контролирана од една политичка партија. Тоа ќе доведе до криза која што можеби ризикува да заврши со нови избори, а ние не сметаме дека новите избори се решение. Затоа не гледаме независно од каде потекнува таа идеја дека можеби така ќе се олесни формирањето на влада, ние сметаме дека напротив така ќе се продлабочи кризата и ќе се ризикува кон одење на избори, така да министрите ќе продолжат да ги вршат тие технички функции на одржување на институциите на едно базично ниво на функционирање, меѓутоа ќе работиме интензивно за да побрзо се формира новата влада. Дали вие ќе бидете министер во новата влада? Јас морам да се извинам и на гледачите, направив една грешка. Господин Бујар Османи не е пратеник, меѓутоа можеби ќе бидете Мислам дека е министер. тоа процес кој што ќе треба да се допрецизира откако ќе се добие мандат. Значи, ние сакаме сега да заврши една фаза од процесот, да заврши конституирањето на собранието и да се избере председател, за да може да се испрати писмо до Иванов дека е формирано ново парламентарно мнозинство, едноставно да му се одземе секој можен аргумент што тој го користи за недавање на мандат. За да го даде мандатот и потоа почнуваат роковите од 20 дена за договарање на конкретни ресори, конкретни имиња. Се разбира дека има и до сега е искористен тој простор за да не се остане после мандатот дополнителни 20 дена, туку да се скрати целата таа процедура, меѓутоа сепак конечните детали или тоа fine tuning што се вика на договарањето ќе се остави после добивањето на мандатот. Колку очекувате и како очекувате да одат сите овие преговори со оглед дека ВМРО-ДПМН денеска соопшти, откако беше објавено дека во вторник е закажана координација во собранието, дека тоа за нив е почнување на остварувањето на тиранската платформа? Видете, можеби по било кој пат јас веќе образложувам дека не постои тиранска платформа. Тоа е една измислена баба рога која што се користи за да се плашат граѓаните. Постои една изјава заедничка на албанските политички партии за да се поддржат една со друга за одредени прашања кои што ни се од наш национален етнички карактер. Затоа што албанците, за разлика од македонците, кои што излегува делат 100 пратеници, а излегува само во два блока, две листи, албанците кои што делат 20 пратеници се поделија на 4 и повеќе партии. Ние на тоа предупредувавме и пред изборите дека не сме толку многу за да може да се дозволиме луксус да се делиме, бидејќи така ќе се намали вкупниот број на пратеници албанци и навистина се намали. Ако имавме 27 прошлиот мандат, сега имаме 20. И тие 20 поделени на неколку групи пратеници. И тоа што не успеавме да ги натераме опозиционите партии да се здружат во една листа, сакавме да го компензираме постизборно со една изјава,
дека во тие преговори за влегување во влада да има одредени прашања за кои ќе се поддржуваме една со друга. Меѓутоа е факт дека постои оваа декларација, постои една изјава платформа како ќе ја наречеме. Постои една изјава која што всушност е збир на главните точки од програмите на политичките партии. Да, меѓутоа господинот Заев ја промовираше програмата на новата влада и точно кажа на таа пресконференција пред една недела. Сега, што се прифаќа и што не се прифаќа, поставувајќи ни црвени линии. Таа изјава има прашања кои што се дел од програмите за кои што ние сме излегле на избори и всушност програмата е договор кој што вие го подпишувате со граѓаните на денот на изборите. Има прашања кои што се дел од програмата и се во рамки на уставот и се дел од преговорите за формирање на влада, меѓутоа има и одредени прашања кои што се ставени таму за да се отвори дебата во општеството, кои што ги надминуваат билатералните односи на две партии. Дали е тоа ДУИ СДСМ, ДУИ ВМРО, тие прашања ги надминуваат односите помеѓу две партии и ги надминуваат капацитетот, односно самите преговори за формирање на влада. Например, дебатата за химната, за грбот, дебатата за името, не е прашање кое што ги засега билатералните односи на две партии кои што формираат влада. Тоа е отварање на дебата во општеството, во универзитетите, во МАНУ, во невладиниот сектор, во телевизиите, во медиумите. А што тогаш ќе мора да се договори пред да се формира новата влада? Треба да се договори прашањето кои што се во рамки на уставот, а кои што се дел од таа изјава. Тоа е јазичната еднаквост, тоа е економската еднаквост, тоа е правната држава во која што влегува прибе и продолжување на мандатот на СЈО, тука е НАТО. Овие се тие 4 прашања за кои што ние не можеме да отстапиме, бидејќи тоа е обврска од изјавата. Јазичната еднаквост, економската еднаквост, НАТО и правната држава. И која од овие точки задира на унитарниот карактер на државата или пак излегува од Уставот на Република Македонија. Реков дека прашањата кои што се оставени за отварање на дебата е позитивно, бидејќи ние сигнализираме дека имаме некои прашања кои што не засегаат. Не сакаме да ги држиме под тепих, па некогаш да излезат поголеми и необјасни. Да можеме да разговараме во општеството. Јас знам сигурно дека и кај македонците има дилеми по однос на постоечкиот грб на државата, кој што е наследство од една комунистичка држава и што е пречката да се разговара Дали ќе се разговара или дебатира, кој што велите вие, и за изгледот на парите, за менување на униформите, немаше некои работи што... Прашањето на јазичната еднаквост е прашање кое што е решено со подпишување на рамковниот договор. Значи, во рамковниот договор, колку и да бил болен за подпишување тогаш, меѓутоа тоа беше компромисот за прекин на војната. Беше решено прашањето на јазичната еднаквост. Меѓутоа немаше волја тоа да се реши одеднаш, туку се решаваше сукцесивно. Прво се донесе закон за јазици, па потоа измени на законот за јазици во кој што се прошируваше употребата на албанскиот јазик. Паралелно со тоа се градеа капацитети во институциите, бидејќи во 2002 и да се донесеше закон за потполна употреба на службена употреба на албанскиот јазик, немаше капацитет во институциите тоа да го имплементира. Да, тоа го слушнавме и од Заев дека проширување на употребата на албанскиот јазик за нели тоа е оставено не е проблем, меѓутоа ова беше издвоено, па изгледот на парите и униформите како нешто што се издигна од целата ова што се случува во јавноста. Дали тоа ќе остане да се дебатира исто така по составот на владата? Ние согласноста за формирање на парламентарно мнозинство сме ја дале во основа на конкретниот и точно напишаниот драфт на закон за кој што ние сме се координирале и консултирале со уставни експерти кои што ни тврдат дека сето тоа е во рамки на уставот. СДСМ добиле некои дополнителни отпосле сугестии дека тие може да излезат од рамки на уставот и тоа го коментира, така ние го свативме во таа пресконференција и сега останува ние да ги соочиме аргументите на нашите уставни експерти кои што ги консултиравме и кои што тврдеа дека ако пасошот исто така се користи во целата територија на државата и личната карта и возачката дозвола, дури се користи и надвор од Македонија, тогаш
Како може тоа да е противуставно, а банкнотите да бидат противуставни? Значи, остануваат дилеми кои што ќе ги разрешиме, меѓутоа идејата е да се затвараат етничките прашања. Нема по-голем ден за Република Македонија кога втората поголемина етничка заедница ќе каже ние ги решивме колективните етнички прашања и сега ќе разговараме за прашања кои што не засегаат двете етнички заедници, а тоа е економскиот развој, правната држава и интеграциите. Мислам дека ние треба да го славиме денот кога ќе го затвориме прашањето на јазикот, единственото, отворено, нерешено прашање од рамковниот договор, кое што на ниеден начин не загрозува не ја загрозува употребата на македонскиот јазик или било кое право на македонците. Тука ќе направиме пауза за реклами и потоа се враќаме да слушнеме господјата Десковска, која е исто така уставен експерт, не само пратеничка, да одговори на ова што го изнесе господинот Османи. Пауза за реклами. Гледате топ тема на ваша страна. Дебатираме за тоа што ќе се случува во собранието наредната недела. Господјо Десковска, вие сте и уставен експерт, не само пратеник во собранието. Слушнавме од господин Османи дека барањата кои беа изнесени во декларацијата или како што повеќе се нарекува платформата на албанските партии, не ја надминуваат уставната рамка. Мислам дека неговото кажување беше во однос на барањата во заменување на законот за јазиците. Сакам да потсетам дека законот за јазици е донесен врз основа на уставниот амандман број 5, кој што беше донесен во 2001 година. И ако ја видите хронологијата на носење и наменување на законот за јазици, ќе видите дека ВМРО-ДПМН избирала летни месеци, на сред лето, кога јавноста не била тука или не била фокусирана, за да го донесе законот за јазици. Донесен вие на 4 август, кога нормално, во 2008 година, кога нормално собранието е на одмор. Сите пратеници, освен некои кои што не биле присутни, а ние слушнавме од прислушкуваните објавени разговори, дека некои намерно бегале за да не гласаат, си гласале на ВМРО-ДПМН за тој закон за јазици. Тој закон за јазици го прошириле во 2011 година на 15 јули, пак на сред лето, како резултат на тој мајски договор, кој што не сакаа да го признаат, кој што исто така слушнавме дека постоел и дека е направен, и некогаш се повикуваат, некогаш не, го прошириле. Врз основа на тие закони, кои што ги донесоа, во Советот на град Скопје ја имате оваа табла и што е парадоксално на она што стои како долу како објаснување на веста, ВМРО-ДПМН нема да прифати двојазичност, стои нивниот потпарол, а позади стои двојазична табла. Понатаму, таблата на град Скопје. Еве, јас не знам, овде пишува град Скопје, овде долу не можам да прочитам, можда вие можете да ми помогнете. Читете и шкупите. Ама и покрај тоа што не знам да прочитам, нема да ме казнат 5000 евра, така што еве признавам, и ако некој мисли дека може да ќе има казни, тоа е апсурдно нешто. Еве ви, друга табла на град Скопје, но што е она интересното? Во министерствата, еве ви табла во Министерството за образование и наука. Еве овде, јас не знам повторно што пишува, можете да ми прочитате, предпоставувам дека тоа е на албански јазик. Патокази. Добре дојдовте во општина Чашка пишува, а долу не знам што пишува, предпоставувам, верувам дека е на албански јазик. Во собранието на Република Македонија. Ова ви е табла пред влез во канцеларија на заменик генерален секретар на собрание на Република Македонија. Си стои на албански јазик. Ова ви е документ од собранието на Република Македонија, дневен информатор на целосно албански јазик, врз основа на законот усвоен од страна на ВМРО-ДПМН. Ова ви е табла кај што вели Битола, а долу стои Манастири. Значи, сменето е дури и името на Битола, врз основа на табла која што е поставена од страна на ВМРО-ДПМН.
Ова не знам од каде, пошто не можам да разберам, ама ја не гледам дури ни табла на македонски јазик. И тоа навистина ми е чудно. Врз основа на барањата за инспекторат и барањата за почитување на законот, ова би било казниво заради тоа што нема табла на македонски јазик. Ова ви е табла за Национална галерија на Македонија, каде што повторно има нешто тука на албански што јас не можам да го прочитам, која што постои денеска во Скопје. Оваа табла е исто така интересна, која што е поставена во времето на владењето на ВМРО ДПМН и ДУИ и која што според она што го разговараме би требало да следи казна за оној кој што ја поставил, заради тоа што тука не е испочитуван македонскиот јазик. Заради тоа што Конгрес и манастири, како се чита, е на албански, ама ова не е на македонски, значи не значи ништо ова што го пишува на кирилица. И ова е резултат на патриотизмот на ВМРО ДПМН на кој што тие се повикуваат. Гледам дека имате многу. Не се многу, само што неколку. Да. Еве ви, друга табла која што постои сега во училиште. Еве ви улица во Скопје, кај што стои на македонски Јордан Мијалков улица, а долу веројатно е исто така на албански јазик, со тоа што дури и транскрипцијата на презимето е сменето, исто така како резултат на патриотизмот на ВМРО ДПМН. Македонска пошта, еве ви ова ви е извод од матична книга на родени. Значи тоа се документи, патокази, табли, надписи кои што постојат врз основа на Законот за јазици, донесен во 2008 од страна на ВМРО ДПМН и изменет во 2011 од страна на ВМРО ДПМН. И сега тука се поставува прашањето кои се патриотските аргументи кои што ВМРО ДПМН ги истакнува, манипулирајќи ги граѓаните да протестираат, изовривајќи ги националните страсти. Нашиот устав, ако го погледнете, утврдува дека на целата територија на Република Македонија и во меѓународните односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото писмо. Во вториот став вели дека друг јазик, тоа е албанскиот, нас ни е јасно, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, е исто така службен јазик и неговото писмо, како што е определено во овој член. И она што го истакна господинот Бујар Османи, што му го даваат како пример, нашиот устав изречно, значи многу изречно во третиот став ги утврдува личните документи. Значи вели од овие два става имаме посебен став кој што се однесува на личните документи и пасошите, личните карти се издаваат на припадниците кои што се од другите етнички заедници врз основа на овој став 3, кај што вели дека личните документи на граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик, се издаваат на македонски јазик и негово писмо, како и на јазикот кој што е исто така службен јазик. Тоа би значило дека доколку се менува изглед на пари, би се менувал и уставот? Ние кажавме дека не сме спремни уставот да го менуваме. Значи, уставната рамка е договорена и убаво кажа господинот Бујар Османи како резултат на компромис за излез од еден воен конфликт. Значи, тоа е рана која што тоа е решение кое што требало да затвори една рана во 2001. И мислам дека би било најкоректно сите заедници да бидат свесни дека овој уставен амандманот 5 не е нешто што било добиено со добра волја во тој период, туку било изнудено. Секој отварање на уставот ќе значи отварање на нова Пандорина кутија, отварање на нови рани. Јас сметам дека уставот треба да се отвара, ако се отвара со треперлива рака, но не на овие прашања кои што може да предизвикаат определени конфликти. Така што членот 5 мислам дека нема потреба да се отвара. Дали сепак некој од овие барања ќе може, дали има договор меѓу вас, сепак да се спроведат, бидејќи уставот да се промени треба и двотретинско мнозинство, така да однапред ние кажавме јасно, она што е уставна рамка и тоа што го дозволува уставната рамка, сме спремни да го разговараме. Значи имате ситуации кои што се парадоксални дури некогаш во одредени институции. Например, имате во рамките на собранието, пратениците ги добиваат сите документи на
албански јазик, значи буквално се добиваат, ама тие ако сакаат да поднесат одредени, не може да ги поднесат, што исто така е нелогично. Мислам дека и на никој нема да му пречи, ако тој веќе може да го користи својот јазик, дека ќе може да даде и одреден документ кој што мора да биде и на македонски јазик во рамките на собранието. Така што одредени неконзистентности кои што постоја во законот има простор. Ние сметаме дека давањето на права на граѓаните, можност полесно да си ги остварат своите права на својот мајчин јазик не представува за нас проблем. Значи, регулирањето на правата од аспект на индивидуално човеково право, кое што ќе значи остварување на другите човекови права, треба да биде нешто што никому кој што сака добро и добар соживот со другите сограѓани не би требало да има проблем. Но уставната рамка е она која што треба да си ја почитуваме и да имаме добра волја од сите страни да сметаме дека она што сме се договориле во 2001 е нешто што не обврзува и треба да градиме соживот врз основа на она што е Устав на Република Македонија. Инаку мене не ме зачудува овој квази патриотизам на ВМРО-ДПМН, бидејќи секогаш кај нив, јас дури денеска ги гледав стенограмите од гласањето на законот за јазици. Значи, и од самите прислушкувани разговори слушнавме, нивните први видни функционери бегале од седница да не бидат присутни за да не гласаат, а ги терале нивните пратеници да гласаат. Значи, тоа е она фасадата, маската, да се прикажа дека се патриоти, а уствари се нивната партија прифаќа во рамките на собранието. И двојниот аршин, само уште една работа. Значи, ги гледавме дел од овие водачи на протестите кои што се сега по улиците, кои што се залагаат за чиста Македонија и за заедничка Македонија. Јас не знам сега како тоа е компатибилно чиста и заедничка Македонија. Седеа во шатори и протестираа против озаконување на Педагошка академија на албански јазик, значи во далечното минато од нашата транзиција во Република Македонија, а сега тие исти луѓе поддржаа и гласаа во собранието за отварање на нов универзитет Мајка Тереза на албански јазик, за кој што дури, да ви кажам искрено, има и албанци интелектуалци кои што велат дека и нема потреба од отварање на толку многу универзитети. Така што тоа е друго прашање. Значи, тие се тие двојни стандарди. ВМРО-ДПМН додека преговараа со ДУИ, не им сметаше нити закон за јазици, нити барањата за јазиците. Кога не успеа договорот меѓу нив, се ставија на страната на бранење на одреден патриотизам. Прво, би било добро доколку во тие списоци што сега ги спомнавте со зелено бидат подцртани и пратениците на СДСМ. Би било добро и пратениците на СДСМ да гласале за овој јазик. Нас не прашуваат често зошто до сега не го решивте, не го затворивте прашањето кога бевте 10-15 години во влада. Секогаш земам еден фигуративен пример дека вие не можете да ставите кров на куќа која што не се ставиле ни темел ни тело на куќата. Ова прашање на јазикот сукцесивно се решаваше, како што реков, од 2002 па до сега, градејќи паралелно и капацитети во институциите, меѓутоа и именувајќи, проширувајќи ја службената употреба на албанскиот јазик, односно поставувајќи ги темелите и градејќи ја таа куќа, за да сега стигнеме во ситуација да го ставиме кровот и да го затвориме тоа прашање со овој предлог на закон, за кој што и ние инсистираме да биде целосно во рамки на Уставот, бидејќи секоја промена на Уставот ги надминува односите помеѓу двете партии. Било која идеја за менување на Уставот значи дебата помеѓу македонскиот и албанскиот етнички блок надвор од една партија, значи дебата во општеството. Значи нашето инсистирање е да биде во рамки на Уставот и затоа при подготовката на тој предлог на закон кој што ние го доставивме и до едната и до другата страна, беа консултирани уставни експерти на кои што им беше изричито кажано дека не смеете да излегувате од рамките на Уставот. Во студио рековте дека и двете партии се согласија со текстот на тој закон и по конституирање на собрание да се донесе. Затоа и тогаш кажав дека, видете, овој амандман е од 2002, е истиот амандман. Проблемот со нерешавање на прашањето на јазикот беше во различната интерпретација. Бидејќи вие можете истиот член да го интерпретирате рестриктивно или да го интерпретирате поинаку.
разликата помеѓу македонските и албанските политички партии до сега, значи и ВМРО и СДСМ, и кога сме биле со СДСМ во влада и со ВМРО, дека всушност амандманот 5 значи употреба на службена употреба на албанскиот јазик на ниво на општини, но не на ниво на, значи на ниво на 20% во една општина, а не 20% на ниво на држава. Додека ние знаеме, бидејќи ние сме истите луѓе кои што сме биле во 2001, кога сме го подпишале, иако ДУИ не е подписник на договорот, меѓутоа стои позади рамковниот договор и тогаш, при тој болен компромис, што сега еве го констатираме, дека бил компромис од двете страни, идејата било дека албанскиот јазик е во службена употреба на републичко ниво, значи на ниво на централни институции и на ниво на локални институции. Заради тоа рестриктивно интерпретирање на истиот член, до сега имавме проблеми со употребата на албанскиот јазик. Ние стигнавме во фаза кога двете македонски политички партии и ние имаме слична интерпретација на истиот амандман. Значи, надминавме една сериозна препрека во интерпретирањето. И затоа викам дека треба да се слави денот кога македонски и албански партии... Да, меѓутоа, ако велите дека постои тоа и се регулирано и веќе со закон, сепак барате измена на законот за употреба на јазиците. Значи, ќе влезе такво нешто во собрание? Измените на законот рестриктивно го интерпретира овој член, ограничувајќи ја употребата на албанскиот јазик во централните институции, оставајќи, освен во собранието, оставајќи ја доминантно на ниво на општините. Сега е постигнато согласност, ви велам, на македонско етнички и македонците и албанците имаме слично интерпретирање по однос на овој амандман. Ние имаме консултирано уставни експерти кои што тврдат дека и банкнотите и униформите се дел од уставот и затоа не треба да се промени. Меѓутоа, како што слушнаме од господјата Десковска, тоа се однесува на личните документи, таму што и во Министерство за образование не е локална институција, ова е централна институција, ова јас што ви го покажувам. Само кога министерот е албанец. Ама, значи, кај се патриотите што биле со вас во коалиција, ако ова било незаконски да реагираат? Сега и во Министерство за здравство, додека бев јас таму, исто беше двојазично. Меѓутоа, секојаш тоа зависеше од волја на функционерот, а не од обврска на институциите. Она што вие барате, треба да се договори да стане обврска на сите институции, вклучувајќи и самата влада. Затоа сега и се предвидуваат санкции за институциите кои што нема да ја користат службената. Никако не ми одговарате за парите и за обележјата на парите и за униформите? Ќе инсистирате на тоа и натаму или ќе... Да, затоа што... И по составувањето на владата или пред да се состави владата? Значи, тој закон е дел од договорот за формирање на ново парламентарно мнозинство, во кој што тие одредби се консултирани, координирани, меѓутоа и консултирани уставни експерти кои што тврдат дека не треба да се менува уставот за да се реализира и тој член од предлог законот. СДСМ има добиено дополнителни сугестии кои што ќе треба да ги образложи за да видиме дали се во право нашите уставни експерти кои што тврдат дека тоа е во рамки на уставот и не треба да се менува уставот. Значи уште еднаш да тврдам дека ДУИ не бара промена на уставот за да се донесе овој закон, туку во рамки на уставот целосно да се употреби албанскиот јазик, односно да има службена употреба на албанскиот јазик согласно амандманот 5 од уставот. Меѓутоа, се ова веројатно би се решавало во собранието, како што велите, во форма на поднесени закони или... Мене ме охрабрува, да ви кажам искрено, и ова што го слушам, но ние го слушавме во текот на разговорите од представниците на ДУИ, дека тие не бараат ништо што е во уставот. И во корист на сите граѓани на Република Македонија да не се отвара уставот и да не се прават неуставни решенија. Бидејќи неуставните решенија се со ризик дека утре најлегитимно било кој Уставен суд, овој состав јас не го третирам дека е Уставен суд кој што решава врз основа на Уставот, но утре некој професионален Уставен суд ќе може лесно да ги падне. Значи, со оглед на тоа што амандманот 5 утврдува дека јазик на целата територија службен е македонскиот јазик, а за албанскиот јазик утврдува дека се употребува како службен јазик онака како што е утврдено во овој член и подолу е утврдено, јасно се наведени изрично, значи во ставот 3 личните документи на граѓаните и под тој став 3
паѓаат пасошите и личните карти на граѓаните кои што се од друга етничка заедница да бидат извадени покрај на македонскиот и на нивниот јазик. Но со оглед на тоа што парите се користат на територија на цела Република Македонија, а ставот еден е јасен дека ограничува македонски јазик како јазик кој што е службен на целата територија, така што моите професионални познавања зборуваат дека такво барање би било, односно такво решение би било неуставно. Јас тоа најодговорно го кажав и во рамките на партијата, но го кажувам и јавно. Така и лидерот Заев за тоа претпоставам се дека тоа не би било. Мене ми е драго и јас мислам дека во Македонија треба експерти да го толкуваат уставот, а политичките партии да ги слушаат експертите. Така што треба да се соочат аргументите, да се види кои се ставовите на едни експерти, на други, на трети, така што можеме да доколку се толкува уставот врз основа на професионални узанси и стандарди, мислам дека јасни се толкувањата. За жал, рестриктивно или екстензивно толкување на уставот досега правеле само политичките партии. И јас сум била меѓутоа од политичките партии конечно зависи се бидејќи институциите не функционираат. Добрата волја, од политичките која што види дека ќе разговараме за на експертско ниво за одредени решенија и не сакаме да тоа е веќе добар сигнал. Значи ние во изминатиот период, морам да бидам искрена, гледавме во владењето на ВМРО ДПМН решенија кои што не само што се косат со уставот, туку косата на главата ќе ви се крене како може да бидат такви девијантно креативни правниците. Дебатата и диалогот сега се очекува да се вратат во собранието. Колку е тоа потребно? Мислам да го слушнеме сега професорот на Тетовскиот универзитет Етем Азири, кој ни говори како и зошто треба што побрзо да се состане собранието. Преседател собранието нема. Можеме да зборуваме ние за преседателот од минатиот состав. Нормално дека не сум ја многу оптимиста. Бившиот преседател ќе настојува да се пролонгира таа потребна конституивна седница, но иако не се одржува сега таа седница, скоро, мислам дека тоа ќе биде голема грешка на бившиот председател на собранието, затоа што ќе му дава една дополнителна шанса на уличната демократија, а тоа во моментот најмалку му одговара на ВМРО ДПМН. Јас мислам дека можат и само иницијативно да се конституира парламентот без подршка на Велјановски. Само тоа ќе предизвика други недоразбирања, можда ќе дојде до Уставниот суд, нештата да ги толкува Уставниот суд. Ова е првиот проблем. А вториот проблем, никој не може со сила да ги натера пратениците на ВМРО ДПМН како победничка партија да присуствуваат на таа седница. И тоа е најголемиот проблем. Пред рекламите го слушнавме професорот Азири дека доколку не профункционира собранието има опасност од улична демократија. Господин Османи, очекувате ли некои други сценарија во собранието? Можеби некој нов црн понеделник? Видете, ние уште на почеток кажавме дека најопасната девијација што може да и се случи на оваа криза е да помине од доминантно интраетничка, политичка во интеретничка безбедносна криза или тоа што викате вие улична демократија. Тоа го навести, го стимулираше токму господинот Иванов, користејќи го лажниот претекст, наречен тиранска платформа, со цел да се дефокусира целата таа институционална криза, криза на недоверба меѓу македонските политички партии, да се прошири на план на меѓуетничките
односи кои што се толку сензитивни, толку фрагилни, со толку голем потенцијал да можат да се киднапираат и да се однесат било каде. Меѓутоа и дополнителен ризик, освен таа меѓуетничка безбедносна, е да поприма и односно да добие димензија на геополитичка криза. Јас сум кажал... Професорот рече дека можеби тоа не е во прилог токму на ВМРО-ДПМН. Да се изврши еден таков притисок, таа улична демократија можеби не би била во прилог баш. Мислам дека не е во интерес на ВМРО-ДПМН целиот префрлувањето на целата криза на интеретнички план, бидејќи тоа ги намалува уште повеќе капацитетите за коалиционирање со албанските политички партии, а во било која варијанта во иднина нема да може да има влада без албанците и без албанските политички партии. И мислам дека македонските политички партии тоа треба да го размислуваат и на долгорочен план. Овие избори беа вонредни избори и покажа дека албанците знаат и поинаку да гласаат доколку се створи анимозитет кон нив. Така да јас не гледам директен интерес на ВМРО-ДПМН од овој вокабулар што се користи кон албанците. Господје Десковска, дали вие мислите дека е можно некое црно сценарио? Очигледно е дека ВМРО-ДПМН во изминатиот период потикнуваше една нетрпеливост, една омраза меѓу граѓаните. Ние слушнавме многу радикални, дури фашистички извици на одредени протести. Прилично бројни масовни протести секојдневно. Па не знам колку се масовни и бројни, но реториката е навистина проблематична и што е најтрагично, таа реторика и тоа собирање е потикнато од страна на лидерот на ВМРО-ДПМН. Играњето со меѓуетничките односи е играње на опасна карта. Значи, ние во изминатиот период одиме како по жица целиот период. Се обидувавме со своето трпение, со обидите да најдеме институционално решение на кризата, и тоа во ситуација кога институциите се целосно блокирани и партизирани и не функционираат, да ја смириме топката, да на некој начин обезбедиме институционално решение на кризата. Сепак, одговорноста ќе биде на ВМРО-ДПМН, дали ќе сакаат да ја ескалираат кризата, но исто така со нив целосно одговорен е и господинот Иванов. Доколку тој продолжи со своето неуставно однесување да не го даде мандатот, тогаш на вистина неговата одговорност ќе биде не само кривична, туку одговорноста ќе биде, богами, со на некој начин со провоцирање на судири, со кршење на правото, дури и на едно меѓународно ниво. Не случајно и затоа е толку силна и меѓународната активност во Република Македонија. Така, за жал, еврокомесарот Ханинов доаѓа во вторник. Меѓутоа, доколку не биде свикана, доколку преседавачот Трајко Велјановски не ја свика седницата, дали стапува на сцена планот Б, односно вие... Дали има план Б? Има план Б и има деловнички решенија и можности, доколку тој не сака да свика седница, таа седница да продолжи. Господинот Трајко Велјановски, спротивно на деловникот и спротивно на досегашната пракса, го узурпираше столчето за председавање. Ние имаме деловник кој што е донесен во 2008 година. Врз основа на тој деловник при крај сме на емисијата, свикана е седница, конститутивна седница во 2011 и во 2014. Со двете седници председавал најстариот пратеник. Сега најстариот пратеник е од страна на ДУИ. Има решение во деловникот, доколку нема председател, доколку тој не може да ја врши функцијата, доколку нема подпредседатели, како треба да се продолжи. Значи, ние оставивме, баш заради тоа што го спомна господинот Османи, на еден инклузивен процес кој што ќе вклучи договор и согласност од сите политички партии да ја придвижиме решението на кризата. Но очигледно е дека ВМРО-ДПМН досега прави се што може да го обструира мирниот трансфер на власта. Меѓутоа, некаде денеска прочитав дека и доколку го остварите овој план, односно доколку најстариот пратеник од ДУИ го свика собранието, тогаш тие имаат право тоа да го побијат на Уставен суд, да не успее таа седница да се... Па не може да побиваат нешто што е деловнички засновано. Значи, деловникот си содржи одредби
Од почеток до крај има одредби кои што зборуваат за конститутивна седница, но и за седници кои што не може да ги свика председателот, ниту еден од подпредседателите. Кога во моментот немате председател и немате подпредседатели, може да се свика седница врз основа на деловникот, кај што предвидува дека најстариот пратеник ќе си ја После тоа би се свика таа побарал седница. повторно од Иванов да го додели мандатот за формирање влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Што доколку тој не го стори тоа? Дуи нема на ни еден начин да го попречи формирањето на владата согласно волјата на новото парламентарно мнозинство, туку напротив ќе помогне тоа да се случи. Меѓутоа, ние сметаме дека сепак еден инклузивен процес е најдоброто решение за тоа, преку вклучување на сите политички партии. Ние имаме искуство, знаете, СДСМ во 2014 година имаше многу помал број на пратеници, меѓутоа со самиот ден кога тие решија да го бойкотираат собранието, ние веќе немавме функционални институции и започна на некој начин целата оваа криза. Ние не сакаме сега кризата да се префрли на другата страна, па друга политичка партија да го бойкотира собранието и да влегуваме во нова криза. Што ќе сторите, дали се уште отворени вашите канали на комуникација со ВМРО ДПМН е во интерес на функционирање на институциите, бидејќи лидерот Ахмети изјави после последната средба со господинот Заев во седиштето на СДСМ дека треба договор на сите партии, вклучувајќи и ВМРО ДПМН. Тоа и го кажувам дека тоа е најдобриот начин да се реши оваа прашање, бидејќи било која партија да се исклучи од целиот овој процес, ние имаме продолжување на кризата. Дуи нема канали на комуникација, бидејќи тие канали треба да ги воспостави сега СДСМ како тие што бараат мандат за формирање на влада, дуи ќе го помогне тој процес максимално, меѓутоа бараме сето тоа да биде во рамки на процедурите, бидејќи било кое излегување од процедурите даваме аргументи за оспорување. Вие гледате дека господинот Иванов користи непостоечки аргументи за да ја попречи целата процедура. Замислете да му дадеме вистински аргументи. Очекувате ли да го даде сега мандатот? Тоа да го прави. Затоа велам внимателно да ги одземеме аргументите еден по еден. И на господинот Иванов, па еве и на господинот Велјановски. Јас мислам дека господинот Велјановски нема да може да донесе поинаква одлука, освен тоа што го налага Уставот и правилникот, и дека партиите на краиштата ќе се однесуваат рационално, ставајќи го од државниот интерес, бидејќи веќе работата е отидена толку далеку да веќе партиските калкулации не се битни, бидејќи во прашање како ќе оди државата понатаму. Така да сметам на разумот на политичките партии, ние внимателно во рамки на Уставот, во рамки на процедурите да ги одземеме аргументите еден по еден. Исто така и меѓународната заедница тука игра позитивна улога во зголемување на притисокот, да се заврши конституирањето на собранието, да се прати тоа писмо на Иванов, кој што не знам на кој начин би го одбегнал позитивниот одговор во однос на давањето на дали ќе му се даде, има рок кога треба да го даде мандатот, од кога ќе... Тоа е во рамките 10 дена од денот кога ќе ја добие информацијата. Ние во Република Македонија, само сакаме една корекција, не сме во криза од моментот кога СДСМ не влезе во парламентот, туку сме во криза многу порано кога сите институции беа брутално уништени, партизирани. Невлегувањето во собранието само ја извади на површина, го покажа она што постои како проблем. Формално тогаш почна криза. Тогаш се меѓународната заедница се истакна. Заради тоа што критикуваше СДСМ заради бојкот, бидејќи во нашето невлегување беше токму заради тоа што институциите не функционира, изборите не беа регуларни. Да, тоа беше изборна беше, ако со 30 пратеници имаше потенцијал за предизвикување криза, или па дуи во 2006 кога не беше дел од владата, успеа за 18 месеци да ја руши владата со 16 пратеници, бидејќи едноставно го блокираше собранието. Јас ја разбирам потребата за инклузивност и ние и затоа исто вака одиме... Не смееме да дозволиме
аргумент плюс за да се обструира целиот тука немаме дилема. Но знаете, кога често пати се поставуваат правни прашања во ситуација во која што нити устав функционира, председател на држава извршил државен удар и го крши уставот, имате влада која што апсолутно не смее да функционира, премиер кој што е пратеник, а се однесува како премиер, министри кои што се пратеници, а не смеат да бидат министри во исто време по устав. Значи буквално кога сите тие прашања се поставуваат, некогаш се чувствувам апсурдно во ситуација кога треба устав да толкуваме или деловник да бараме рокови и процедури. Господинот Иванов истакна две основи во кои што се спротивставуваше да го даде мандатот. Едниот основ му го избивме со тоа што дадовме програма на влада која што гарантира унитарна Република Македонија. Програма на влада која што е напишана во Скопје, која што е презентирана јавно и покрај тоа што уставот не бара такво нешто од нас. Значи тоа беше негов хир. Вториот услов на кој што тој се повикуваше е дека поминал рокот од 10 дена, што е апсурдно. Значи, еве ако му треба алиби уште еднаш, односно му треба причина да си се оправда за кршењето на уставот, по изборот на председател на собрание ќе почне да му тече нов рок од 10 дена во кој што тој ќе мора да го даде мандатот. Од тоа ќе биде информиран од новиот председател на собранието дека има. Макар што јас тврдам дека тој имаше обврска да го даде мандатот и во изминатиот период. Меѓутоа затоа велам да се одземат сите аргументи. Само пред да завршиме во делот на амандманот 5 заборавивме да го прочитаме параграфот 4, кој што ја дава основата за донесување на новиот закон за употреба на јазиците, кој што вели во органите на државната власт и јазик различен од македонскиот е во службена употреба согласно закон. И затоа сте ставале овие табли во министерството, така врз основа на тој. 5 од уставот. Ви благодарам за учеството. Остана уште многу прашања за дебата, но ќе имаме уште дебати. Ова беше се. Ви благодарам на вниманието и останете со програмата на Телма.